некој ден, т.е. на 24 јули, ми стигна барање да биде поставена точка на дневен ред, меѓутоа заради веќе закажаната седмица и доставениот материјал до советниците, ние им одговоривме на Сдруженијето на граѓани, наречено Стар град, Стар Лагадин, им одговоривме дека нивното барање ќе биде разгледано и на наредните седмици ќе биде поставено доколку е потребно да биде поставено. Сметам дека барем во овој момент ние немаме како локална самоуправа разидување со барањата на кои што беа содржани во нивното писмо до нас со Сдруженијето на граѓани Стар град, заради тоа што со решение од 31.5.2018 година и јас како градоначалник и секторот за урбанизам донесло решение со кое што се огласува за ништовно одобрението за изградба на одобрението за градење на хотелот во Лагадин. Така да сметам дека, реков, барем во овој момент, ние сме на иста линија. Два пати од кога сум јас градоначалник и еднаш од кога бил претходниот градоначалник Вакачевски се донесло решение со кое што се огласува одобрението за градење како ништовно, така да не ги разбирам причините за протести пред општината, кога и потребпат ќе го кажам истото, барем во овој момент ние сме на иста линија со Сдруженијето. Останатите барања кои што беа наведени во нивното писмо се однесува за уривање на бесправно изградениот објект, меѓутоа се додека немаме мериторна одлука од второстепената комисија во Министерството за транспорт и врски, ние не можеме да го третираме тој објект за бесправно изграден и да продолжиме со постапка за рушење. Значи, ние во овој момент немаме, како што реков, мериторна одлука дека тој објект е бесправно изграден. Ставот го кажав на општината, тоа е дека го прогласува решение, одобрението за градење го прогласува за ништовно, така да чекаме финална, мериторна одлука од Министерството за транспорт и врски и понатака имаме основа за разговарање и со инвеститорот, затоа што сепак треба да водиме сметка дека се вложени средства и во овој момент не би сакал да преюдицирам кој е право. Ние како општина си го имаме јасно изразениот став. И третото барање беше во однос на донесување на одлука за мораториум на градење на територијата на Охридскиот регион, кој што е прогласен за светско културно и природно наследство. Одлуката за мориториум не може да донеси парцијално одлуката, општина Охрид, заради тоа што Охридскиот регион, како што знаете, и во одлуката за УНЕСКО, кога го прогласува за заштитено подрачје, влегуваат и општина Струга и општина Дебарца, така да во наредниот период ќе биде разгледано тоа барање на мониторинг комисијата од УНЕСКО, кое што се поклопува со барањето на Сдруженијето Стар град и ние ќе донесеме одлука и владата се разбира на Република Македонија, заради тоа што владата е потписник на ратификацијата со УНЕСКО и ќе се донесе одлука дали ќе има мораториум или нема да има мораториум. Значи во овој момент ги замолим за рационални барања на граѓаните, а тоа е да ни доставуваат она за кое што сме ние надлежни. Уште еднаш ќе повторам дека во однос на нивното барање спремни сме да разговараме, меѓутоа заради закаснетост на оваа седмица не можеме да го ставиме, на евентуалната наредна седмица ќе го разгледаме како локална самоуправа и ќе го поставиме.